Здраво на сите, јас сум читачот, ова е дел од серијата видеа во соработка со Europe House Скопје, во кој што зборувам за добра литература. Она што е ново и она што сакам да ви го кажам е што нема да правам само видео рецензии во кој што јас правам некој осврт и зборувам за некој роман кој што ми се допаѓа и сметам дека е добар, туку и планирам да правам и книжевни разговори во кој што со некој соговорник зборувам за некој роман или за некој писател кој што ни се допаѓа или за некој книжевен правец. Такво видео, првото видео со таков разговор беше видеото што минатиот месец го снимив и го постирав, разговорот со Ѓоко Здравески, во кој што по повод 100 годишнината од раѓањето на Блаже Куневски изборувавме, се задржавме на поезијата на Блаже Куневски и спомнавме нешто и на крајот и за Скопскиот поетски фестивал кој што за прв пат се одржа пред еден месец всушност точно. Значи, ако не сте го гледале тоа видео, погледнете го задолжително. Можете да го најдете на пејджот на страницата на Facebook на Europe House Скопје и на нивниот YouTube канал. Исто така може да ме заследите и мене на Facebook страницата како читачот или да ме најдете на YouTube. За видеото, за романот за кој што ќе зборувам денес, ќе зборувам за еден култен роман, за еден многу познат роман, тоа е Соларис од Станислав Лем. Има две причини, два повода. Едниот е што сакам да се посветам лично во моето лично читање малку на научната фантастика. Не сум некој голем фан на, повеќе предпочитам лично реалистична литература. Меѓутоа сакам да малку да се посветам на научна фантастика, меѓутоа оние што се сметаат себе си за фанови, за хардкор фанови на sci-fi и научна фантастика, како science fiction, ќе ги користам наизменично тие термини. Тие може да читаат обемно, јас планирам да ги читам, зашто што нешто имам читано, меѓутоа и не премногу. Планирам да ги прочитам баш онака најдобрите дела. Значи, поводот ми беше моето лично, не знам, желба да се посветам на научната фантастика, а другиот повод е исто така на друга 100 годишнина, а тоа е 100 годишнина од раѓањето на Станислав Лем. Станислав Лем е авторот, писателот на Соларис. Значи, Станислав Лем е легенда во научната фантастика, во тој жанр. Полски писател, најпреведуваниот полски писател. Значи, меѓутоа е интересно што на некој начин во западниот свет, во Америка постои да речеме некој си западен sci-fi. Меѓутоа Станислав Лем твори во источниот блок, твори во Полска и во време на цензури и се смета дека едно време бил толку популарен што веќе не се обидувале да го цензурираат. Значи, Станислав Лем е легенда, не е толку познат и мислам дека допрва треба и кај нас да го откриваме. Нормално тие што пратат научна фантастика и добра литература го знаат и го читале. Меѓутоа ќе се случува, ќе се одбележи и 100 годишнината од неговото раѓање и ќе има еден настан Светот на Станислав Лем како дел од Букстар книжевниот фестивал што сега ќе се одржи за една недела, за неколку дена, значи таму ќе има еден настан. Доброто е што имаме веќе романи од Лем, веќе 4-5, ако не се лажам, во превод на македонски. Овој роман Соларис и сите се издадени од издавачката куќа Антолог, во понови изданија зборувам, може има некои стари. Соларис е 2016 година излезен кај нас во превод. Милица Миркуловска е преведувачка на сите овие дела од Станислав Лем. Значи, вториот повод беше 100 годишнината од раѓањето на Лем, кој што повторно ќе кажеме легенда во жанрот на научната фантастика. Зашто всушност станува збор во Соларис? Во овој роман кој што јас лично сметам дека е ремек дело. И мислам дека да не заборавам, напишан е објавен во 1961 година и е веројатно најпопуларниот или еден од 2-3 најпопуларни романи на Лем. Меѓутоа, за популарноста мислам дека имаат допринесено и двата филма. Едниот е на Андрей Тарковски, тоа е познатиот руски режисер, 72 е снимен тој филм и е одличен. Мислам дека е доста добар филм, кој што добро ја доловува книгата. Другиот е на Стивен Содерберг во 2002 година со Џорџ Клуни во главна улога. Не би го коментирал затоа што мислам дека во споредба со Тарковски
е промашен филмот. Постои една планета по име Соларис. Таа планета, насловот е изведен од таму. Таа планета е речиси интересното за таа планета е што е речиси целата направена од сочината, составена од еден океан огромен, со сосем малку неколку места со копно. Меѓутоа океанот не е обичен океан затоа што составот на океанот е многу има добива разни форми, има некаква желатинска маса всушност, како смеса некаква која што се бавно се бранува и менува разни форми, ќе кажам нешто повеќе за тоа. Луѓето од земјата веќе со децении и децении се занимаваат, ја имаат откриено таа планета, имаат испраќено мисии да истражуваат. Постои една база која што е поставена и буквално лебди над океанот, во која што живеат научници. Меѓутоа действието кога почнува действието на овој роман, буквално еден човек го испраќаат од земјата по име Крис Келвин. Меѓутоа тој не е научник, туку е всушност психолог кој што го испраќаат во таа база да ги провери работите и всушност да даде извештај дали воопшто вреди да се продолжат тие испитувања. Таму се има во моментот има останато само тројца научници, од кои едниот е Гибариан, доктор Гибариан, негов поранешен колега и пријател, еден човек исто така Сарториус и Снаут. Тие се тројцата лица кои што живеат, меѓутоа на земјата дознаваат дека работите се на некој начин тие се деморализирани, во хаос, збунети и истражувањата не одат никаде. Кога Келвин доаѓа во таа база, се сретнува најпрво со Снаут, кој што е целиот како избезумен, како зашеметен. Прво се плаши, смета дека гледа привидение, па подоцна ќе му каже, да, знам дека требаше да дојдеш. Целата атмосфера е чудна и во тој момент на самиот почеток дознава дека неговиот пријател и колега Гибариан се самоубил буквално неколку часа пред да пристигне тој на таа база, вселенска база. Работите се чудни, дознава и дека Сарториус, другиот научник, е целиот затворен во својата просторија, не излегува, се однесува чудно и самата атмосфера, целата атмосфера е тука малку мрачна, загадочна, мистична и почнува да се случуваат некои необични работи. И уште на самиот почеток, за да се додаде на таа загадочност, Снаут ќе му каже, добро, нели само што стигнува Келвин, вели оди одмори, меѓутоа ако приметиш нешто необично, немој да се вознемируваш, немој да се паничиш и сега тука нас не копка зашто станува збор. Јас тука ќе прекинам отприлика со содржината со сюжето, затоа што тука ќе треба и самите да го прочитате романот и да видите зашто станува збор. Меѓутоа, оно што е многу важно и на кое што ќе се осврнам е што всушност е суштината и центарот на овој роман, кој што е многу подлабок отколку мислам дека луѓето мислат дека ова е некојаш го читаат чекајќи некаква возбудлива авантуристичка, можеби до некаде sci-fi приказна, меѓутоа се разочаруваат затоа што ова е многу побавна, многу позагадочна, многу на некој начин мистична, длабока приказна која потегнува многу интересни филозофски прашања. Она што ги инспирира всушност луѓето да одат постојано да праќаат мисии на Соларис е тоа што за нив океанот е загадочен и е вистинска загадка. Зошто? Затоа што и има разни теории за тоа. Тие сметаат дека океанот се однесува на начин кој што како да поседува одредена свест. И има разни научници кои што сметаат не тоа е чиста глупост, океанот е само органска материја која што тамо си постои без нема никакви шеми на однесување што може да ги препознаат луѓето. Меѓутоа има други научници кои што сметаат дека не, всушност океанот се однесува многу необично и има знаци, докази дека има одредена свест. Тоа го приметуваат со тоа што океанот всушност има моќ или на некој начин прави симулакруми од она што го гледа кај луѓето, или ако не директно што го гледа кај луѓето што се во таа станица, она што е уште поинтересно, уште подлабоко, посуптилно е што може да прави симулакруми на она што се наоѓа во сеќавањата и во потсвеста и во психата на луѓето. И тоа го прави и тука до некаде може да подсетува малку и да има, не знам, напнатост и моменти на хорор, да речеме, можеби до некаде. Меѓутоа, настаните што се случуваат тука буквално е
знаат луѓето дека има нешто повеќе и дека тоа не е само обичен океан, туку дека и Лем всушност во романот навлегува. И тоа се малку побавни моменти во романот, каде што има описи, каде што го опишува на многу интересен начин тој океан, таа планета, во која што има две сонца, всушност, едно сино, едно црвено и всушност ротира околу тие сонца и денот трае многу неколку часа само, па има изгрее сонце, па другото зајди сонце, па другото сонце изгрева и така натаму. И тие се во таа база и на многу интересен начин, додека гледаат низ прозорот, како се менува бојата со зајди сонцето, како се вжарува, станува пурпурен на моменти син, океанот, какви форми зазема. Меѓутоа, интересното е што океанот прави форми само од себе, и има разни имиња за нив, има разни бранови форми, кои што не се плод на некаква си случајност, туку се комплицирани форми кои што знаат да се појават, знаат некојаш да траат само неколку часа, некојаш да траат неколку денови, меѓутоа се сложени форми кои што и тоа ги тера луѓето да помислат дека има океанот поседува свест. И необично е што обично кога нели таа тема во научната фантастика, позната тема воспоставување на контакт со другост или со не знам, друга цивилизација или вонземјани или поинако вид на живот, обично се користат, не знам, вонземјани пример. Меѓутоа Лем користи нешто многу паметен потек прави тука и всушност тоа не се вонземјани туку, а другата свест или другото е океан. И тоа јас мислам дека му дава уште поголема на некој начин мистика на целата атмосфера, на целата приказна. Во романот има и делови во кои што Лем зборува за и главниот лик Келвин чита некои извештаи и се навраќа на книги кои што биле се дел од соларистиката и биле пишувани од претходни научници, разни теории и така натаму, кои што можеби малку тие делови да бидат бавни и издодевни, меѓутоа сепак се важни за како дел од приказната. Значи ги гледаме луѓето кои што веќе со децении го прават тоа и веќе особено тие тројца од кои веќе едниот се самоубива, гледаме во хаос, избезумени, им се материализираат симулакроми, мимикри, значи има мимоиди се нарекуваат, некои облици кои што ги прави океанот и веќе се целосно збунети и сваќаат дека постојано им бега, дојдени се за тој контакт, меѓутоа постојано им бега, знаат дека океанот, свесни се во голема мера дека океанот не само екзистира таму, туку дека има одредена свест, меѓутоа едноставно не можат да го воспостават тој контакт. И тука се поставуваат многу сериозни длабоки прашања и на крајот буквално може тоа да се преведе во онаа потрага и до некаде и она Кантово можеби битието како што ни е дадено нам, доживеано преку нашите сетила, феномените кои што ги доживуваме и она што е на некој начин самата суштина или битието само по себе, да речеме, кој што за нас никогаш не можеме да немаме капацитет да го спознаеме само по себе, затоа што секогаш тоа битие само за себе ние го добиваме феноменолошки толкувано преку нашите сетила. И тоа може да се пренесе таа идеја дека и идејата за Бог и всушност така и завршува романот во еден диалог многу интересен за тоа во каков Келвин зборува за тоа во каков Бог тој би можел да верува, меѓутоа и таа идеја дека ние може да насетуваме пример дека постои некаков трансцендентен извор или трансцендентна реалност или Бог, меѓутоа како луѓе тоа секогаш ни бега, ни се лизга низ прсти и никогаш не можеме да бидеме 100% сигурни дека сме воспоставиле контакт со таа, да ја наречеме, апсолутна реалност. И има еден цитат всушност тука, Лем вели, кога зборува Лем, значи писателот не е ова од романот, тој вели: чудното во овие феномени е што се чини дека ни предлагаат дека наблюдуваме некаква рационална активност, но смислата на оваа наизглед рационална активност на Соларискиот океан е надвор од досегот на човечките суштества. И така и завршува романот, всушност Лем не
не е оптимист дека можеме некогаш да го воспоставиме тој контакт. И отвара длабоки и сериозни прашања овој роман. Сметам дека многу има естетска вредност во раскажувањето на Лем. Значи, а од друга страна има и научно гледано, значи Лем е и голем познавач на науката и некој не би можел да ги пише овие романи, меѓутоа тој знае да искомбинира и литературна убавина и естетика со научни познавања, нормално и во ова е пишано во 60-тите години, меѓутоа не се чувствува таа временска разлика до кога раскажува и знае и како футуролог и како филозоф знае да ги покрене тие длабоки филозофски прашања. Знам дека не му се сите романи вакви, меѓутоа овој особено ми се допаѓа токму поради тоа. Како и да не должам многу. Солари, ова е дефинитивно книга, сериозно го велам тоа, која што ќе морам уште еднаш бавно да ја препрочитам, затоа што ми постави многу прашања во многу сериозна, фина проза, напишана од Станислав Лем. Значи ви го препорачувам Солари со Станислав Лем, читнете ги, разгледате ги и неговите други романи. Сега ќе биде наскоро и тој настан, ќе се зборува и за другите негови книги, за Лем како одреден гений, технолошки пророк, да го наречеме, кој што предвидел многу развој, многу од нештата кои што се развиле во технологијата и така натаму. Да не должам многу, чувајте се гледаме со наредно видео и читајте добра литература. Поздрав и чао од мене.